nešto konkretno. Добре ми дојдовте во нешто конкретно. Денеска ќе зборуваме за турбофолк појавата. Многумина знаат да кажат, ни ја навредува интелигенцијата, ни го девалвира вкусот, ни ја деградира нацијата и ни ја уништува младината. Велат дека оние музички правци кои што дуваат од северот не само што носат музика, туку во суштина носат и комплетна промена на менталниот склоп. Постои уште нешто, велат, кога одиш во Босна немој да пееш, кога одиш во Србија немој да играш, а во Македонија немој ниту да пееш, ниту да играш. Но со концертите на овие турбофолкери се докажа дека не само што ни пеат и што ни играат, туку убаво ни изигруваат и ни ги собираат парите. Прашањето е, начекале ли село без кучиња или сепак ние сме виновни што не сме конкурентни? Болно е кога нашите музичари се помалку платени од оние кои што доаѓаат од север. Болно е кога нашите музичари прават големи концерти еднаш во 5 или во 10 години, а тие полнат сали секоја сезона. И болно е кога Десингерица ги удира со патика нашите деца, а тие се среќни. Епа прашањето е, дали сами сме виновни и во суштина имаме ли со што да се бориме? Велиме дека кој тебе со идем у Дубај, ти него со ја излези Ѓурѓо, кој тебе со војаш, ти него со ДНК, но кој тебе со цеца, имаме ли со што да му возвратиме? Тој е член на групата која се уште се држи до она издавање на неколку песни во текот на годината. Го знае пулсот на публиката, па знае што пали и што привлекува. Но сепак не му е сеедно кога оние кои доаѓаат од страна биваат неколку пати повеќе платени од нашите. Панчо ДНК, Владимир Блажев. Тој е оној кој го креираше она златно време на скопскиот ноќен живот, кога се знаело кој во кој локал влегува, каква музика се слуша и што е шунта, што кич. Кој е селјак, а кој урбан лик. Го знаете и како член на Нови дечки. Владимир Ристов Камењар. Тој е мајстор за добра забава и вистинско лечење на душата. Тој музиката не ја дели на наша и нивна, на селјачка или урбана, на деградирачка или инспирирачка. Туку за него музиката е забава и среќа. Боби Павловски. Неа ја знаете од реалните шоуа во Србија. Како девојката која има свој став и се држи цврсто до своето мислење и се труди да го истера и да го оствари своето. Некое време веќе е преселена во Скопје, ангажирана е во медиум и точно знае да даде диагноза на тоа што и недостига на македонската естрада. Тара Симов. Епа, добре ми дошле. Добро те нашле. Добро, имаме добар терен за да направиме дискусија добра. Може цела недела да збориме. Цела недела? Можда и година. И година? Да, зависи од соговорниците. Соговорниците? Јаки сте? Да се спротиставите на Тара? Не, она е единствена дама тука и мора да бидеме внимателни со неа. Добре. Ќе тргнам од Камењар. Камењар, ајде да дадеме диагноза на скопскиот ноќен живот. Ако е вака, болен е, ама има надеж, болен е пред умирање или тури му пепел. Каков е ноќниот живот у Скопје? Тури му пепел. Затоа сме у црно. Па, сега моменталната состојба токму така се. Мислам, не дека нема избор, има многу избор. Не е до локалите, не е до програмата што ја нудат сите, има сум голем избор, меѓутоа е до луѓето. Луѓето се сменија сите. Така некако све се умртви. А па вие, старите волци, не можевте да влијаете да остане? Сега не може дворски шут да бидеш секој ден. За тоа. Така. Сам влиеш, не влиеш. Технологијата си го прави своето се, тоа е. Добро, Тара, ти како ќе го дефинираш скопскиот живот вака од страна дојде на гледа? Па ете да кажам, јас како некој што доаѓа тука од 2012-13, може да се како се тоа, да се согласам со господинот од мојата десна страна дека стварно тури му пепел. Ноќниот живот во Македонија умре, ама не да умре, липса, значи онака до крај, поготово ете да кажеме од периодот од корона. Општо мислам дека луѓето ни немат толку избор,
Од другата страна, мислам дека изборот е ограничен на техномузика, електрична музика и такви работи. Кафаните работат само еднаш неделно или два пати неделно до еден. Кој ќе седи до еден, тоа не е здрав. Ако идеш во кафана, седиш до 5, нели као човек и си одиш дома. Мислам дека општо не во Скопје, ама во Македонија нема толку избор и нема толку, да кажеме, квалитетен ноќен живот. Добро. Панчо, ти што мислиш за ноќниот живот? Па, може да се согласам со Камењар. Ја генерално сум идел на местата кај што ги држал они. Во биту си тебе. Па не, биту е више многу по таму, тргнувајќи од Па добре, јас сум по-нова генерација. Имате вие двајца, Мене ми иде пријатно малку. Ама ние сме као Бенџамин Батен, па обратно да идеме. Так. Ја идев уште у Галаксија, сум се сеќавам, тоа беше едно место баш кај што единствен човек што ми има вратено на врата е токму Камењар. Што сме биле, па да, види, морало да има селекција како и сега. Тоа сум бил 16 години. Чекај да прашам, зашто не беше тој соодветен да влезе? Беше помлад, ја го знам него. Деца сме живели од исто мало, ама не бев овакво за многу бев, како да кажам, професионален и строг за тие работи. И ден денеска сум истиот. Сам за Фейс детектор или како се вика тоа? Може лабаво се обрати. не е тоа се фейс. на 16 Фейс години. контрол се вика, Добро. ама не да не го насловиме така, сепак годините си имаат овако. Аха, бил мал за да влезе кај големите. Он и сега е мал. Апсолутно, да, Добро и што сега сум порасна мал. периодов. Добре што порасна. И добро правил, мислам, никад не сум земал за зло, било тоа препуно. И не ли било местото таму како и сега што деца се јавуваат на родители на наши пријатели, родители као син ми има 16-17, пушти го, веќе не ни смее да влага он под 18, знаеш. И се слагам дека е Пепел, како што рече, има ќе се сложам дека и технологијата има замав, бидејќи социјалните платформи зимаат многу голем данок со тоа. Порано за да сретнеш некоја девојка, а у град се знае зашто се излага, поготово ние млади момци, па и девојки сега прават дејтови на социјалните платформи, програма јас велам дека нема. Да, им сведено е на електронска музика, која она добра електронска музика и не функционира клабинг, кој го велат. Едно време се знаеше што се пушташе по... Мене ми е многу криво што дискотеките ги направија кафани и места за свирење на бендови уживо. Еве ја као ДНК да кажам, би се сложил дека ја не ми е мене место дискотека да свирам. Тоа е мое мислење. Тоа е мое Боби да мислење. го прашаме, Што да Боби кажам, неќе секој. да е умрен животот. Не, види, ја не мислам дека ја турим у пепел, затоа што вие не сте доште кога пеам. Ја дојдете малку, пуштете се малку. Добро, значи Тоа се- според Боби не е умрен. Не, јас мислам дека не е оно, знаеш живот. зашто? Затоа што секој викенд сум барем еден ден у градов. Па и малте не и они сме се погодили на некои места, пример у дискотека кај што си и они на иста работно, збориме за работно. И низ има градов луѓе и дека и низ пуно е и се држава. забавуваат луѓе. Се забавува народот, ама од ќе ја спомнам, од короната навака не е исто и не е лабав народот, не се забавуваат како пред тоа. Јас така го доживувам тоа, знаеш, маце се постиснати, да, многу влијае Све е технологијата. до на- паричка, бе. Многу Добро, мани, многу фани, нормално. све е Да, до многу паричка. влијае телефонот. Ја намерно им зборам на микрофон. Седат и пише дремат. И си дремат. Саат време поминат од вечерта. Се Никој не мучам, ви се гарата. потам овдека, дај нешто да направам и уште. Ама, нека ви снема батерија. Интернет да ви снема. Телефонот да ти падне. Дајте дојде ни сме овдека. Така да не мислам дека е, вако мислам дека има многу надеж у Има надеж. ноќниот живот да ама мораме некако да го промениме ние. Што? Што? Доколку дојде турбофолк, доколку Добро, ти почне да се- споредуваш се со Србија и Не со Србија, со сите други што? земји околни. Со кои други земји? Па не знам, еве и у Црна Гора, и у Србија, и у Хрватска, Добро и да у Босна. Балканот тука, да. Па Значи, сплавовите, најдобро сега да имаме функционираат сплавови, сега да имаме сплавовите. кратки фустанчиња, комерцијална музика, турбофолк. Само еве јас разбирам дека еве на пример извоѓачот што го спомна господинот мојата сестра, не немам појма кој е. Мислам, ја не сакам, можда разбирам дека постарите генерации слушаат различна музика, меѓутоа вие младиве сакат селјана, они сакат тоа ти што не го сакаш. Не реков ја дека не го сакам. Сакам да ти кажам, го таа сакам, дискотека. него зборам за Сите не тие е појмови се прикладно за сменија таму. некако изминативе години. Како си науштрено човече за скачка, бужи, Не, бужи, тоа- не потепаш тука зиде. Слушај, Не- дека не се е плашите право за дека у машки диско, и јас сум за у диско да нема, за диско, да ги Добро. поделиме локалите, диско, Тоа викаме. ресторан, ланч
ланч бар или било што. У Србија, ето они имаат среќа што постојат тие сплави. У секој сплав вечера гостуваат сите таму звезди. Ама и Ке нас настапуваат, чекај сега, Имате и значи вие во... река него никако никој да направи сплав? не за сплави. Нарајте едно броче, него стои мачено, умрено. Не за сплави. Него нека има место каде што се пеете Ама турбо во фолк и тие- македонска во музика. тие- У диско се слуша кој ќе диско. пее, Боби? У диско се Кој слуша ќе диско. пее? Каде? Кој снима тука турбо фолк? Кој снима тука Не комерцијал? треба да Никој. снимаме ни овде турбо фолк човек. Ама зашто? Кога Може цел би да свет се- тоа го прави, на тоа прават пари. Пази. Македонците ги викат турбофолкерите, ги плаќаат у Македонија. Вие се жалите Ама ја како пеам ги тоа, ја живеам од тоа. Ја не Тоа е затоа ти викам, нормално. Ја немам нормално. ништо против тоа. Но тоа турбо фолкот живее во Србија и така, живее и ке нас. Но ние овдека можеме да снимаме не турбо фолк, ќе снимаме поп Ама фолк, добро, ќе снимаме Еве, друга. пак ќе Нели? се жалите дека српските пејачи се поише платени. Они се платени зашто снимат тој вид на Кој се музика. жали? Кој се жали? Па општо тоа е темата на емисијата, не знам Не, ја дали. тука немаш некој што се жали на тоа. Не знам, јас го слушав уводот на И јас емисијата. Општо е. Општо е кажано дека впечатокот и српски- буквално коментарите се тие, дека кога ќе се викне српски пејач или било каде, кога ќе ги извадат оние цифри 20.000, 30.000, Ама, дека е аман зошто ги плаќате толку. Вака се не, пази тоа може да го разграничиш затоа што се да толку пари зимаат некој што е 30-40 години на музичка сцена. Не, бе, тоа е Па Театар не, Ирович е па пет и Театар зема Ирович публика не, 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 од тие сега што зборува она не се толку пари. По 5-6 евра се максимум и не се ни толку. Ама наш изведувач не може да земе. Има и нашите ги дигнаат цените и пази, нормално е они да земаат повеќе пари бидејќи е голем пазар од кај нив. Ние Македонија пак е 1,5 милиони дали сме. И сега нормално е ДНК или Панчо не може он да настапува 3 пати неделно у Скопје, кој ќе му даде толку е народот. А друго е сати Белград е више 3 или би сам општо у Србија, они на цел Балкан. Ама Боби настапува 3-4 пати Ама неделно. Боби е Не, колку Боби е настапува. друг Ја тип. памтам и помниш. Ама тоа беше од тоа време. Затоа Добро, ама еве ти имаш настапи. Тоа време јас сум бил 4 дена у неделата у Скопје. Ја бе. 4 дена седев, 4 дена имаше народ у Ама градот. во Македонија настапуваш Дори ти. си Во спијал Македонија као- сум Да. не само. У Кујно, он вика 4 дена пеев, ја викам и 4 дена седев. Не е така, затоа што бил добар. Боби е на ние као ДНК, ќе кажам у моје име, ќе го спомнам и него, ние сме авторски изведувачи, убаво каже Камењар. Прво сме ние хомбој, тука не гледаат секој ден. Нормално е да ја можам да пеам у Скопје 2 пати у годината преку сила. У некој од поголемите локали кај што може да не плати. Боби пее, ја верувам имаш ти авторска музика, песна, Имам и 2-3. својата, да. Сигурно. Ама повеќето пеам туѓе. Повеќето го пее као кавер изведувач он. Може да пее секој ден тука иде. Дали луѓето исто ќе доаѓаат или ќе се менуваат, он има репертоар огромен. Тоа кај нас не се затоа што- десило, кај нас на јавни настапи, на ДНК настапи може да се деси еден или два кавера да испочитуваме некој, или која се корпоративни забави, може да вметнеме уште 5-6, зависи каде тоа се Добро, сега каде се вака, случува. во однос на вредноста, значи викаш дека нели не можете да пеете. Меѓутоа, еве, не настапува и големите звезди, немаат цело време концерти во Белград, меѓутоа, кога ќе направи еден концерт, Абре, они поише пеат надвор од Србија. така. Стварно сите. Кај нас у Србија имаш 3-4 пејачки, да не ги спомнам се реклама да им правам. Имаш 2-3-4 пејачки што се редовни, така што викаш ти кафана, едно, второ, трето. Нашите звезди пеат по цел свет, они не стигнува. Театар Ирович не можеш да ја видиш у Србија. Еднаш годишно ако може да видиш. Она си пее нели за гастарбајтери, за Германија, Швајцарија и така натака. Сакам да кажам, музиката што ја пее Боби, истата таа музика, македонските извоѓачи кои би ја правеле сами, вие ќе си имавте свој репертоар, своја музика и све свое. Не. Моментот доаѓа каде што? Мислиш? Ајде. Знаеш зашто каже Камењар убаво, српско-хрватскиот јазик се обраќа на многу голема маса. Значи и албанци ја слушаат словенци, хрвати, срби, македонци, бугари. Значи тоа е една огромна маса од преку Ама ако е квалитетно, ќе го ја мислам дека Така е. ќе го слушаат. Па еве, Туше Паја поески го Келара- слушале сите. Паја Паја Келара. Клара. Чекај. Па не знам, Владко Стефановски на македонски пеел. Владко Стефановски Точно го през- пеел у 80-ти години и кога и имал издавано Калиопи ја слушаат. И Калиопи направи концерт во Белград. Значи може. Тоше Проевски извади албум на српски и пееше на српски таму. Значи Така. мораш да го прифатиш. Каролина има албум на српски. Значи ти ниеден од Белград и од Србија не те прифаќа ти да отидеш таму Не и е да пееш така. на македонски. Само секунда. Калиопи какви песни пее? Пее и српски и македонски. Не, какви песни? Црно и бело и е најпопуларната песна и пеена е на сите Ама талент каков е албумот што ги прави концертите у Србија?
Добро и српски, српски, да. значи сакам пак доаѓа на моето дека А мора зашто да е се страшно обратиш. да се пее на српски? Не викам дека е српски, него ти викаш да правите турбо фолк, ја дете сватив, мислиш на македонски да На правите турбо македонски, фолк? да. Кај ќе го пласираш у Македонија? Тука и грешка е не е 1,5 милиони, еви јас како србенка ќе ти кажам 2 милиона се тука и 2 милиона надвор, така да 4 милиона се. Сосема доволно барем по милионче да има секој тука извојач од Македонија. Не е Македонците сами се спотаваат, јас ќе ти кажам. Не е така. Страфи ме од непознато, и јас разбирам дека македонскиот народ е исплашен, дека со години има проблеми каде што сте нападнати од сите можни држави од околу, ви зимате едно, второ, трето, јас тоа го разбирам. Ама стравот треба да се расподели каде треба, каде не треба. Каде не треба, тоа е пријателство со околните држави, адаптација, може и да испееш некоја песна на српски, па да те бутне, па да продолжиш на македонски. Па јас снимив 9, не се Така. плашам. Па јас тоа сакам да го Не кажам. бе страв, мислам дека не, ја не слушам Не, тоа дека имаме не, ние страф од нешто. Од страф ново и од Не, прифатливо. донеси ми ти Не те 5 автори, прифаќа. 5 автори македонски, што ќе ми направат мене 50 турбо фолк македонски песни. Сакаш да кажеш дека тука нема доволно талентирани луѓе да направат песна? Не да се кажам, тврдам. Па тоа е не онда работа друг турбо проблем. фолк. Тоа е, го имате Дарко Димитров. Ние Дарко имаме Димитров кај? У Дарко Србија. Димитров прави песни за српски изведувач. Затоа што тука очигледно нема на кој да му прави. Затоа Опа. што тука не се слуша тоа што се слуша во Србија. Има на кој да му прави, ама нема таму зима поише Исто пари, и поише ти, може да го знаеш наплати за колку- истата знаеш песна. колку- да. Тука Значи, ќе Дарко земе Димитров е единствен 5000, продуцент таму во ќе земе државава што- 15. Ја не можам да поверувам дека од 4 милиони македонци само еден продуцент има што знае да продуцира турбо фолк. Кај ги рачунаш ти 4 милиони? 2 милиона тука и 2 милиона у странство. Австралија, Германија, Голема е Македонија, Да, пак. голема е Македонија. Многу македонци има. Види, Ама, тоа, знаеш ама колку- бевте вие бевте на турнеја, бевте надвор од земја? Ние бевме во Австралија. Не бевме, не ни дадоа виза, ден пред ни дадоа и се откажа турнејата. Идеме така. наредна година, односно у октомври треба да идеме сега. Така. Не само тоа, него проблем е, прво нема финансиите се страшен проблем, веруј ми. У Србија знаеш што прават, еве ти знаеш, зимаат кредити, прават албуми и идат на ризик. Зашо не го направите тоа тука? така. Не е едноставно. Пак ти велам, не Абе е. загризете луѓе, ја едва чекам луѓе во тука да загризат. Ја многу се навирам, еве јас као не сум ништо посебно ни паметна ни ништо, сум паметна, ма нешто посебно. И млада сум, помлада сум од сите можни луѓе со кои што имам разговарано на оваа тема, ама јас мислам дека повеќето се согласуваат со мене. Проблемот е дека тука луѓето не се бавно возите. Јас еве нешто што приметив, споро возите, споро работите. Све нешто лабаво бецоци, што ти е? Лабаво. Ти И цело време сте слик имаш за нас со не, цело македонците се лабав народ. Кај сме ние бе лабав народ, бе, човек. Да се седне, да се ручка, па кафанче, па Сте наелектризирано Све кај нас. лабаво. Човек, Па вие кај можете нас е сте све наелектризирани, на- ама сте лабави и спори. У моментот каде што некој нема волја. Тука до семафорите Да. може со 10 души да се степаш. Еве, ти дури сега имаш амбиција да разговараш во моментот кога јас зборам нешто што не ти се допаѓа. Каде ти амбицијава на почетокот кога Снежа првото прашање ти го постави? Значи, гледаш, треба некој да ве подсне, да ве жацне. Јас сум таа. Чекај да прашам, значи нема пари да речеме сега. Камењар, кога се случија нови дечки. Значи кога се случуваше тој прогрес на македонската музика тогаш. Јас мислам дека тогаш беше поголема безпарица отколку што значи е сега. Не, беше? имаше многу пари, имаше тогаш. Имаше како. пари? Да. Како вие ја направивте нови дечки? Не, добро, Требаше? не, Кој кај го нас беше на правеше шега, текстот? тоа беа убави години, мислам, имаше многу пејачи тогаш. Најдобри. Тоше Каролина Сито, они мислам, ние бевме, не можам да се ставиме у таа, Добро. да се ставиме ние у тоа дека они си беа стварно Ама професионалци. сакавте да Ние пеете и бевме, сакавте да правите Иначе македонски. најголема на музичка сцена во Македонија најдобро беше они кога беа ДНК, Врчак, Тони Зен, Сладкар, JJ, тоа се направија тие 5-6 години песни што мислам Ден денеска се користат. За мене тие 5-6 години се Најдоброто време. тоа кога беше до 2006 Имало- негде до кај 2010 негде тука негде и после не знам што се случи искрено. Јас ќе ти кажам. Не знам што се случи и со Музиката престанала да се произведува у склад со времето. Дали се согласуваме? не, Како не? Ако моментот он кога бил најпопуларен, цела таа стара гарда ти што ја спомнуваш сега и што ја набројуваш, што тој момент биле најпопуларни. Ама сега не можам Поминало да ти ги некое кажам, ти време. ја ги знам лично сите тие што ти ги Ама наброи. види, Ама поминало време, продолжила иста Во музика. еден момент индивидуално на сите им се случи нешто каде што денешка Чекај сега да видиме. Значи, Овако. Цеца трае со години. Аца Лукас трае со години. Така. Не знам, сите траат. Меѓутоа, Цеца влегува во новите трендови, па снима, да речеме, со не Бресквица, овој другиот што е. Војаш. Така, со Војаш снимаше, така ли? Влегува во тој стил, прави некакви Цеца нови. работат многу луѓе, бе, Аца многу Лукас пари. работа, има. турбо Ама фолк, има од него много. менја и- Ама тоа исто кога да спори Цеца, кога да спориш Цеца со Мадона. Ама види сегде проаѓа. која е звезда во Македонија која што е Ама пандан на работат, Цец. Не, машинерија која што е работи за пандан, незе. не толку Збориме голема, женско или? жена. Значи која што е голема,
Значи, во однос на нашата големина, сега ние не можеме со неја да се Како споредуваме. музика или музички стил или не? Значи, како големина, која е нашата најголема женска звезда во Македонија? Каролина. Да. И мене, да, Каролина. Каролина. Мене Мислам, не збориме за музика, ама као- Тука ми се... Каролина и Калиоп. Да. Калиопи ги држи и српската сцена ја држи, така? А машка звезда која не е најголема? Во моментов? Во моментов. Повеќе има се зависи за кој тип на музика се Прашуваме, еве, значи, кога зборуваме Некоја за ја останав српската без- сцена, без зборови. кога зборуваме за српската сцена, знаете да наброите многу, така ли? Ја верувам дека на пример да се Кој? Тоше да беше ќе го прелеташе За жал, Зорко беше Чолич помина сите ги 20 прелеташе. За жал, не. за жал. Па, Меѓутоа, тоа во сигурно. прв момент на никого не ни текнува ништо. Не ли е тоа Не, проблем? Не е така, Лозано е одличен пејач. Мене ми е глупо, еве, Ништо мене ми е не глупо знам, да кажам не сам знам. за себе да зборам. Знаеш колку концерти имав мене годинава? Што ја верувам дека се нема десено, не памтам. Од кога Боби ќе разбере таа работа, пошто работи сам и знае колку 64 концерти има. Одлично. О, таман си спремен за финансиска истрага да те дате. Така. Да видиме. Те молам. Види го, се разбуди полицајецот во Еве, ние него. збориме на тло на Македонија со 2 излагања надвор. 64, така. Еве нека каже некој слободно, еве ќе слушне, нека каже од колегите наши македонски Так. авторски бендови кои има 64 концерти. И кој издава песни Ама ние никогаш не сме биле звезди. Ние сме биле секогаш некоја средина и како што вели она, можда не сме гризеле, ама сме работеле. Некоја песна ќе помине, некоја не, и сме истрајни. Младите многу сакаат све на брзина да направат и сакаат да земат и да уложат и тотален нереспект имаат и не почит ко повозрасните, да не бидам вулгарен на телевизија, и мислам тоа све си носи. Не можеш ти преку ног да бидеш звезда. Што е сензација самиот збор? Извини што те прекинувам. Само да докажам, кога ќе кажеш ти сензација, самиот збор, сензационализам трае неколку месеци, година или две. Така да не верувам дека нема луѓе. Лозано функционира феноменално. Слаткар имаше неколку концерти сега, еве сега со Тони Зем прават нов концерт. Најшто е проблем Извини, последната песна што жанра? Кој? На Тони Зен и на Слаткар. Па хип-хоп. Ќе заборив и Тамара скоро да Тврда романција. Ама, еве, сакам да кажам дека не ни текнува. Не ни текнува. Еве Антонија функционира. Антонија така, ама не ни текнува. Тоа Не мислам ми дека тека е. се, мене ми текна дека сум Така, ама види, кога ќе спомнеме у времето на таа 2000-та златната, кога бевте и вие, Не, тоа нели? беше- Значи, тогаш можеме да ги наброиме сите и биле, значи, сега зашо не ни текнува? Затоа што таму останало. Таму затоа останало. што не издаваат континуирано и не се појавуваат често. И не Значи, дават изјави за медиуми, се понашаат како да медиуми не постојат. Само еве јас сум некој кој што моментално го представува Hype МК кој што е дојден во Македонија. Јас како медиум што работим еве сега 3 месеци, јас сум у шок. Јас сум у шок да се јавувам за интервју, каде јас отворено ти нудам на тебе реклама. Цуци, па мене песна ми искача за месец дена и тогаш ќе се видиме. Или ја имам срам за пред камери. Или а може да не ме прашуваш, те молам за не знам, дечко, дали конзумирам нешто, дали ова, дали она. Само не ме прашувај тоа. А бре ќе те прашам што сакам. Ама дали Јас во Србија имам седено вака на конференција за новинари кога бев најлоша на цел свет, која искочив од втората сезона на реалното шоу, беа преку 150 новинари, ја едно убаво прашање не добив. Дури се тепале кој прв ќе ме извреѓа. Јас седев вака. Нема што. Во моментот кога ти налагаш у шоу бизнис, у музика, глума, политика и политичари се естрадни личности и они се караат таму. Ја ги сека нас политичари да се номер 1 селебрити. Тука политика знам така. дека се тепат како исто како кај нас. Цело време некој кај. Сакам да кажам дека луѓето кои што сакаат да се актуелни морат да бидат медиски присутни. Ние у Македонија имаме прв проблем. Нема медиуми, нема шоубиз, никој не те снима тебе, немаш папарацо, немаш ништо интересно. Јас запалив тука јас сам Снежа само твоите емисии ги гледам. Тогаш е проблемот Значи, што тука немаме ние целокупен е медиуми. Целокупен, баш тоа тоа што сам кажам, велам. застанете немаме, Македонија на еден. така. Запалете на било која телевизија. Не имаме ние 20 македонски програми. Од тие 20 македонски што нудат за програма од 80-ти. Запалив, неќам сега да ги вреѓам телевизиве. Тука Не, нема вреѓање, без збориме за реалност, бе луѓе. Значи, неќат ни да се снимат доколку они немаат лична корист од тоа. Неќа да се снимат доколку прашањата не им одговарат. Неќа тоа, неќа тоа, неќа тоа. Кога некој нешто неќе, па неќе. Онда неќе ни работата сама да се тера. Па ќе дојдам до телевизиите. Програмата што се пласира на телевизиите е катастрофа. Македонија холограм открила пред месец дена. Мене тие работи ми се шок, искрено, 21 век е луѓе, 2025. Сакам да кажам, твоја музика ја поштувам, ја слушам, иако сум многу помладе сето тоа. Меѓутоа за тебе можам да кажам дека ти си стоиш на средина. Ти не си ни за постарите, ни за помладите, ти си тераш нешто свое. Боби си е Боби, он си забавува и стара и млада публика. Други пејачи, на пример, јас не сакам само да издвојам некој зашто Да, и не, мора ќе те сватат погрешно. Да, ќе ме сватат погрешно. Она па многу се секира
ако ја Не се добро, секирам, ама ете, сега да потреба, кажем, ете, носам нешто позади себе и не би требало да се расправам со сите мужи, иако многу тешко ми паѓа тоа. Моментот каде што еве девојка ќе сними песна и кукумака, мислам сега кукумака е тоа кога балада. Кој слуша бре балади 2025-та? Дај ми нешто да треснам во кола, да се дерам, да урлам. Дај ми нешто да отидам Боби да ми го запее, да се начукам, да ми дојде така убаво да плачам на песната. Ева балади дедовци. Јас ќе ти кажам искрено, Ја балади. например од преј кога свири Ма на џабе, сите прикази. џабе, тоа беше у 90-та, 2000-та. не, џабе Моментално сега баладите. уште проаѓа така. Ама не. види, Ама вие ќе го слушате тоа. Не знам дали ме разбираш. Не, ја ги гледам младите како реагираат, бе, девојче се не можеш ти све да кажеш. Тоа може да јас ти кажам како тоа е млад. Па се јас сум од Сабале до вечер и Јас се сум надвор, многу за урбане. ги гледам како реагираат Ако е луѓето. некој од центар на урбаноста, тоа сум јас. Јас преку 7 години сум телевизиска личност и надвор од тоа стварно имам контакт со својата генерација. Јас искрено ви кажам дека никој не сака да го слуша Лозано како плаче. Никој не сака да ги слуша тие изведувачи како плачат. Ние сакаме хаос, интересно. Еве, на пример, оваа Мартија, ќе ја спомнам. Мартија, Два Бона, Пајак, Лара, Антонија Гиговска. Тоа они моментално што го снимат. Мене на пример као млада, ајде да кажем јас сум мајка, ама уште нели духот ми стои млад. Мене тоа ми одговара, мене тоа ми е интересно, ќе си го пуштам. Ама тебе, На целата моја генерација, на сите луѓе кои што се Извини, колку постарили години си? Која година? 24. 24, Да. okay, прилично млада. Значи, децата од 15-16 до 27-8 тоа го слушаат. Колку години имаше Камењар кога беа нови дечки? Не се сеќам, жени се. 25-6. Немој сега ми направиш Така е. математика. И у Не тој ти правам момент- математика, него сакам да кажам дека вие бевте таа генерација која Не се што сеќам. и таа песна се Тинеџерче бе, Не, тинеџерче. џабе, не може. тинејџерче Така. бил. И таа музика беше таква забавна за твојата генерација и им се допаѓаше токму на тој круг луѓе. Тоа е оно што го Причина што сакам. доаѓаше на тие И на наступи, повозрасни, Мене да. од тие песни најмалку ми се свиѓа таа забава до весе, што беше најголем хит, што уште и сега ја Па пуштат. затоа треба да размислиш, А дали најмалку треба ми да се правиш свиѓа, што што таа ми тебе се ти се свиѓа свиѓа поише или на другите другите? песни. Така, дали треба да правим, ајде се само малце тара, дали треба Боби да правиме тоа што на нас ни се допаѓа лично, тебе, или треба да правиш тоа што го слуша и што му се допаѓа на Тоа што го слушател? бара народот, да. Добро. Така мислам јас дека така Добро. тоа треба да правиме, ама сепак треба и мене да ми се допадне тоа многу едноставно. Ако мене не ми се допаѓа, пример ова трендовска музика што ги наспом на македонски изведувачи, ја никад не би снимил такво нешто. Можеби дует би снимил, нешто поврзано со тоа. прегледи со настап секоја недела у Тие Македонија. те чекат некој да ги спомне. Секоја недела. Секоја недела, Мартија секоја недела. Каде? Па не можам сега Ама немојте да зборите јас така на работам празно. по Дај ми Немој секој народ дај ми што бараме ти да кажи Ако не е каде да секој да пеелем минатата недела, нема секоја критична недела јас маса, ги да. следам и упријатно сум у контакт со нив. Антонија Гиговска ми е пријателка. Јас знам дека Антонија Гиговска секој петок и секоја сабота чекај, пее. Каде бре? Каде, бре? Низ цела Кога, Македонија. Каде? Гостивар Тетово, не ги знам диската, Не, Куманово, Прво, Штип. знаеш колку диски има у Македонија? Ја го работам. 3. прави. Да ти кажам прво. Има и локали, не се само диска, и кафичи има што со музика. У жижата у центарот на урбаноста, она. Тој дечко што седи, господин што го викаш, се вика Камењар, и он е еден од најурбаните ликови што евар постоеле у Македонија и се уште постојат. Тоа го слушам дека прашав И кој е. сме благодарни за тоа на него, пошто он многу генерации израснал и не направил како што сме сега. Веќе ли? Искрено, мислам ти кажам, не злонамерно, само да Ама ти кажам. добро, еве и сега И сега има и се нови уште. генерации. И друга работа. Зависи кај пее, како пее и зашто пее. Ме разбираш? Кој е плат, на пример, тоа што ти реков, ДНК не може секој да ги плати. Може, ама не може да ги извади оправдано. Така. Тие што ги Точно. што ги кажа сите други што настапуваат секоја недела, може да настапуваат у лаунџ бар, може да настапува у клуб кај што за Диско мене е клуб, помал. лаунџ бар, И мешано, клубови, да. знаеш колку клубови у Македонија? 5 кои работат. Добро, не- Порано беа 50. Па јас кога кажам клуб, мислам на сите места каде што се слуша и пушта музика. Вие сте на пример све ограничувате. Кафана тоа ти е тоа, диско тоа ти е тоа. Не може Па тоа да мора- пее таму, мора не да е може ова така. вака. Ако јас не сум Ама јас- ограничувал, не мора Мора- да постојам. мора да е така. Озбилно ти Како? кажам. Ако не сум ограничувал што е кафана, што е ланч бар, што е диско, зборам за изведувањето. Добро. Ја не мога да постојам толку години. Што значи Ја искрено тоа за себе да зборам. ограничување? Па да знам у диско што да пеам. Репертоарот Да знам што да репертоарот пеам у е кафана. различен. Еве сега у Добро. сабота ќе пеам у кафана, сите ми седат и си го кроирам Добро. концептот. У ланч бар ќе знам на што да пеам. Ама ти Не пееш можам како јас, извини, не можам да пеам и у ланч бар, и у диско, и ваму секдека да пеам дупси или не знам си такви Како се некои песни од прилагодуваш?
Па мора, се репер. Прашањето е зашто Македонија не се прилагодува на светските трендови. Ето тоа е прашањето на на целата балканските емисија. трендови. На балканците, Ние така. пет, ние пет не можеме тоа да го смениме, ни пак у блиска иднина тоа ќе се Се промени. кладиме? Дека можеме Да една, видиме, не треба Камењар територија. има значи влијание, значи сте, мислам, барем си креирал, како што реков, значи си креирал ноќен живот и значи се креирал кој влегува во диското, не сум го креирал јас, и нема што врска не, зборувам за твојот локал, нели, си креирал кој доаѓа во диското, нели, еве рече, не си го пуштал и каква музика се слуша во диското, така ли? И си бил креатор на тоа, така ли? Да. И сега исто си креираш во твојот локал, така ли? Зошто не ги следат трендовите? Значи, еве, како што вика, балканските трендови да дојдат, значи, ако се слуша трап, да се слуша трап, не мора да се слуша, значи, еве, војаш, нека се слуша, не знам. Па се слуша. Не знам. А зашо не го направиме ние македонскиот војаш? И македонскиот Аца Лукас. Биди ти тој. Кажи им го тоа на тие пет што ги наброја. Они тераат таков Ама они више тренд. си направиле, они се... Како? Не направиле, ја кажаш? не знам од нив некој дечко Ама што ти си ќе напуни постара пијани генерација. синдански. Ти си постара генерација, не знаеш, јас ќе ти кажам дека дечкиве, деца, Еве, постара генерација јас сум бил. Што ако сум постара генерација морам да пратам Ако и се гледам. вреѓаш, ама тоа е просто Не се природата вреѓам таква. ради годините. Јас ти кажам дека морам да пратам, тоа ми е работа. Морам да чекај. пратам што се слуша и како се слуша. Ама јас сум направил некоја група на луѓе што ме пратат и што знам што музика сакат. Не може да дојат. Јас да доаѓаат пред месец дена имам пеено еден месец 3-18 роден дени. Ова чекав да ви го добре. кажам. 3-18 роден дени. И се договарам со нив тука пред да им пеам, што сакате? Па викам, но што си пееш? Викам, ки знаете, викам се, да ги набројам и Чолич, и Аца Лукас, и Мерлин, све. Додека пеев, 18 годишните ги знаева, ни една песна не ми наброја, не ми побарава од тој, а бев спремил лаптоп, YouTube, јас сум им кажал, таква Аха, песна, од војачот. 2 стиха не можам јас да Не, тоа не е за изведување, тоа е за пуштање. Да. Еве ви лаптоп, дечки, слободно правите што сакате. Никој не побара таква песна. Дури се пееше и Евто Попиновски, дури се Добре. пееше и Стани моме да Не, се ја играш на кажам еден дека од моја Не е во генерација, ред. да. Значи, еве, затоа сакам да се навратам. Ако порано... и Пепи Бавтирос. Па и Пепи Бавтировски, Најако, ако обавезно. сгрешам, нека Најакиот, изгорам. да. Него како? Добро, знае, со тебе ќе зборувам значи на таа тема, затоа што миксаш трендови, односно миксаш музика, знаеш дека пали народната, па ги ставаш, нели, народниве пејачи. Зошто тогаш сте успевале да одржите некакво ниво, да речеме, и да креирате? Сте ги следеле трендовите, тоа што се слушало, тоа што снимале. Зошто сега тоа што се слуша и што го бараат, што доаѓа од надвор, не се пушта во тие локали? Па гледај се, тогаш кога по тоа некое време, не знам, 90-тите да речеме, македонска музика и српска музика многу малку се пушташе. Добро. Значи све имаше дел беше електронска музика, односно тогаш нели излезе техното и си пуштаа нормални комерцијални хитови или ретро хитови да ги наречам, не знам, сега се ретро хитови. Поп и рок музика идеше претежно. Значи немаше тогаш такви локали каде што се пушташе таква музика. До 2006-2007 година сигурно немаше у Скопје такви. Имаше некој пар кафани кај што имаш. Значи немаше во кафичите немаше ни вино некој што памтам, она мали винца немаше шанси. Вино не се пиеше уопште. Или она секој локал имаше и ракија и узо и што год сакаш, тогаш немаше да нарачаш узо, ќе ти збркаат на 3 вака, 1, 2, 3, леташ нема. Добро, ама па кажи. Мислам дека ќе се сложи исто првите кои правеа фини забави, а кои немаше турбофолк и беа почнаа со студентски забави, беа Дуле и Коки се Дуле и Коки, Дуле и Коки, Они беа така. први кај што некој ги зимаше кога почна нешто можда да се менува, али се пееше и македонска Добро, они музика, беа ама се помодерни, поише на поп удира. скроз поп. Модерен збориме Они почнаа у подрум, нели, онако се Мерлин, сеќаш. да, У дугме. подрум кај кинокултура доле што беше. Па после јас ги ама зимав у пак- галаксија, ми свира и у Апсолутно, галаксија. затоа и велам. Свиреле Некаде тоа ти што... одговорат, Снежа, нели гледаш дека 5 пати му постави прашање, 5 пати го Кое слушам, прашање? но објаснувам и не доаѓа до... Зашто моментално во Македонија не се нуди тоа што е барано од страна? Ама ние Што доаѓа од страна и што е барано од самите деца, генерациите А што не се сега... нуди од македонските Значи, не изведувачи. реално да збориме, бројките, парите, прегледи на YouTube, но она доаѓаат од деца. Децата се тие што се најбројни. Зашто е оној кај нас Бака Праса, како се вика, најпознат, зашто има деца како публика. Ама Децата доаѓале на него. Мнозинството, кој мнозинството за нешто не значи дека су право. бројките ти се најнерелевантен фактор. Да. Зависи кој таргет те слуша. Ама пак не збориме на истата тема. Јас зборам за тоа дека моментално голем број на луѓе бара едно, а не го добива тоа. Ама тоа што го гледа дома не го слуша и надвор. Ако ја го гледам Бака Прасе дома, нема да го слушам кај камењар у лаунџ бар. Ама ти нема да отидеш кај камењар во ланџ бар. Зашо не отидам? Зашто не можеш да го слушаш тоа што се го слушаш дома?
Јас не искачам во Македонија зашто немам каде. Зашто? Јас искачам тука, буквално срам ми е да кажам на кое место искачам, Што слушаш ти точно? Шист турбо фолк, значи Синан Сакиќ, Џани, нај она што може да ми го изрече што? Хардкор си го. Нормално. Не, тоа е Или тоа И комерцијално. таму се фрлаат најмногу пари, така ли? Така е. Таму се фрлаат најмногу пари, Боби знае кој му реално, беше најгласен на реално. настапите пред 5-6 Ама години. поентата Ја е ви зошо... кажам, ја пеам тоа, пеам. Ама зошо не е македонско тоа што го пееш, македонски Набрете, набрете, јас Има пеам, такви слушам. македонски песни од наши колеги. Има? такви, ама знаеш Ретко, дека ние све ги ретко. паќаме на исмејување, све ние на настојање. Не, тука нема жена што ќе игра као Театеровиќ, тука нема жена што ќе се соблече, тука нема жена што ќе направи шоу. Нема. Тука на жените им е срам за све живо. Тука жена ако облече нешто пократко од колено, више е наречена да не кажувам како. Тука како? Кажи. Она што снима најстариот Зана. кажи. Не, стварно, Ајде, бипнуваш. Бипнува, кажи. Така да, Ајде, ете. ше Сакам Не, да не, кажам. ама некој... Многу има Сега, некако сега. критики тука, многу некако страф име на луѓето. Тоа е она што сакам да кажам. Јас на пример да изгледав како теа, ја прва ќе отидов. Ја да ќе си знаеш, ставев тоа кажи аутотюн, ти да јас ќе знаеш да пееш, каква ќе беше? иста као теа. Чекај, па ти Тука може изгледаш да се- подобро од теа. Фала ти многу. Па ти изгледаш подобро од теа, ти Гарантирам дека пееш подобро. Да. Е, па сега претерувате. А, они сакат да ме као, аха, Не, разбирам. не. Разбирам. Он може он е менаџер, И ти може си менаџер да многу ти биде. изгледаш Еве, екипа. помлад од што си. Ја ќе ти бидам као И ти диджеј. си- Ја чудев во Ови- Струмица, кога ми кажа еднаш кога бевме на работа службено, до Струмица, не знам нешто, не е ни битно. Театирот, викам, кој е ова? Гледам 10.000 луѓе со рано, викам, боже, ми викам, кога да дошол, извини, Френк Синатра, кога да дошол. А, така. Е, па Абе, не тумања, не. Синатра Спора теа. на те и Френк Синатра, ова Добар, е Ама тоа е, легендарно. ама тоа е така. Значи тој што бил познат пред 20 години си е познат, Така е. сега има нешто некој нов смер. Јас сакам да кажам дека Ама не значи дека е добар тој смер. Да, да. Што ако е Ама тоа дали добро или не, тоа дома ќе си го коментираме меѓу нас, ама ти треба да му го даеш на народот тоа што го бара ако сакаш пари. Немаш ти народот, мораш да го Кичи насочиш, шун. ако оседиш ти све на Кичи народот шун, да правиш да, Кичи шун мора со кукуруз. Кичи шун мора да постане општо прифатен во Македонија или Македонија ќе пропадне. У моментов јас ви кажувам, се жалат сите дека немаат пари. Така, нешто што најмногу се наплаќа е тоа. Кичи шун. Реално е тоа Реално. дека Ти може дека дома- цените на концертите на овие кои што доаѓаат Така. не се, значи вашите се поевтини што не треба да Не биде треба да е така. така. Значи Не, од 1000 зашто до да не 1500. А српските пејачи, јас ви кажувам одговорно, дека идат од 10.000 евра па навише. Зависи Ретки кој се, артист така е. и зависи исто е. Звездите најголеми моментално. Не можеш за нас да кажеш дека идеме за 1500 евра и за Не, 2000. овие јас што ги знам, не кажувам Може, сите, не ги може, генерализирам, може. ја кажав така, 2-3 Не сакам да кажам дека народот има пари да што има пари да ги плати, значи Србите тие има, да ќе има и дојде. македонците да ги Значи треба да ги прати и Не македонските секој, види, изведувачи. јас сум бил од страни као продуцент, исто пошто Добро. исто организираме и правиме. Концерт направи, не зафркај кој направил таков концерт толку Не, за тоа секоја че затоа и тука. Не секој артист и он како газда на локал. Не секогаш кога ќе викнеш некој артист дека ти си рентабилен. Многу често знаеш и да си возијан. Така да они коштаат и Зборувам немаат сега за економска концерт. исплатливост. Сега зборувам за концерт. Па и концерти, не секогаш поминуваат сите добро. Пример, Театировиќ почнал со 1500 евра, па стигнала сега до 20-30 и после ковидот, не знам дали знаеш, дека одеднаш сите светски звезди и затоа многу турнеи секогаш се откажуваат, како и балкански се многу кренати, пошто е све, нели, инфлација, све е кренато и цените се многу кренати. Така е. И на алкохол, и на пијачки, и на сите продукти, така да не секогаш, знаеш, Е, па гледате дај од ми страна нешто дека што ти ќе чинат. го платат толку и ќе те праша дали треба уште да дадам. Направи го тоа. Јас тоа сакам да го кажам. У моментот каде што ние не ги следиме трендовите, зашто не ни се допаѓаат од лична основа. Ја дома слушам џез. Ама јас за мојот медиум ќе снимам тоа што луѓе сакаат да го гледат. Ама медиум Моментално е јас за 3 месеци хајп е погледан од сите телевизии, не морам телевизиски, ама ја на YouTube ето си ги гледам прегледите. Моментално мојата телевизија Исправно да правиш тоа што заработуваш. Не, сакам да кажам, ја давам тоа што го сакаат. За тоа јас моментално сум гледана. Не го даваш тоа што сакаш, ти го од тоа заработуваш, за тоа го даваш тоа, не дека го сакаат тоа. Разбирам, ама еве и пејачите. Сите правиме работи што И македонските пејачи заработуваат од тоа што Проти своја пеат. волја правиш работи што
Ама не е против моја волја. Јас сум само ја воопшто не кажам дека нешто ја правам против моја волја. Јас само кажам дека јас само прифатив дека е 2025-та, дека постојат работи кои што може да ми се свиѓаат или не, ама јас сепак ќе пласирам тоа од кое што може да заработувам, да бидам актуелна, доколку тоа мене ми носи некој мир дома да си го наранам детето, да платам стан, не знам било што. Доколку нешто мене ми носи пари, јас тоа ќе го правам. Кажувам нормални некои. Добро. Да се вратиме на првата тема со OnlyFans-от. Сакам да кажам, у моментот мене не ми се свиѓа нешто, ама тоа носи пари моментално, актуелно, ќе го направам. Зашто? Мене не ме кошта. Едноставно. Уметник е друго. Не може све да има и ние имаме некојаш граница, имаш Има ја компромиси границата. многу, ама не може Ама све еве, да ти ја правиш. имаш границата и ти пак си актуелен. Јас ти кажам, твоите песни се слушаат. Ти можда си, ете, да кажеме, у старата гарда исто. Многу е потешко за младите, веруј ми, зашто тогаш кај нив, на пример, он вика, ама ние се зезапме, ама они беа инспирација за многу млади кои што гледале дека се собрале Баш 5 дека се менаџери зезапме, така, за и тоа и баш дека пројде. зезање и прошло и дека е органски, и дека е природно и дека многу луѓе ги почитувале и ги сакале и ние сме видели, ја вака су викал, ја бе, која божат камењари Или, и а коки не и се сите, пејачи? а не се пејачи, ја не сум пејач, зашто ја да не пробам? И тоа е биле инспирација, знаеш. Кај се исто голем проблем има кај нас нема ајде да кажам многу просто другарување и нема соработки. Најголемиот проблем е со соработките, верим. Првата реченица што кажа Панчо беше сами себе си одмагате цело време. Апсолутно. Ајде да идеме на реклами па ќе продолжиме. Може ли? Одиме на реклами и продолжуваме. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. Жестоката дискусија продолжува и понатаму. Се е добро? Значи, Одлично. камењарните знаеме како толку тивок. Значи, не го разбираш младиот свет До или... годините. До годините До ли? годините. Значи, си знаел да застанеш и да кажеш, абе, не иде ова вака? Не може више се избори да се расправам. Така? И сега викаш, како Па тече за тоа така? треба да се препуштиш. Па Кад не препушти можеш сум. против njih, ти им се придружи. А, така. Да, сними турбо ако не можеш да фолк. ги победиш, да им се придружиш. Така е. Да почнеш да пушташ турбо фолк кај тебе у локал. Не, тоа е не сосема друго, нема како музика, мислам, ти в кој е тоа таму. Нема, добро, чекај сега да видам да ве ставам на предизвици. Камењар, имаш понуда во твојот локал да направи промоција ТеатарИрович, да си плати сума, колку цел месец промет, и нели, да има мини концертче кај тебе во локал. Или да се соберете како нови дечки и да настапите како предгрупа на Аца Лукас. Што одбираш, камењар? Ни едно ни друго. Не може едно, мора да одбереш. Не би одбрал ни едно ни друго. Мораш. До тука е. Па преби кајаца. Кај Аца ги идете? Благодариме. Не, многу јако парче ми јаца, жим не ради друго, така ми. Наја. Требаше да видите на концертот да видите што е тоа. Замислувате ли нови? Нема дека има така отворени и оне, не знам. Има некој како жмига, како пред тоа многу. Добро е, ете, имаме прв настап, значи, Легенда. да се обедините повторно. Ајде да видиме Панчо. Дует со Десингерица или со Јелена Карлеуша? Карлеуша одма ти кажа. Со Карлеуша? Одма, 200%. Зашо не го сакате А тој е Десингерица? идиот класичен другиот. Сериозно? Ја таков идиот не видел, ама лал да му е пошто им ги зима парите. То знаете сите Десингерица? Јас дури лично го познавам и прво гостување во неговата кариера беше кај мене во емисија. Така и? Така, го изгорев. Да? Па да, и станав вирална дури после година дена кога стана познат. Па ја на време тоа го направив. Што е познат, бе? Па моментално е познат. Со што? Со чудно однесување, чудни рилови, снима интервју со новинарка, ја фаќа за лакт цело интервју, шета бос, копа нос. Човекот си е Класична будала, идиот, убаво кажа. Меѓутоа он тоа го наплаќа, он има повише пари од сите Да, наши ама за седни. жал сите почнаа така да прават, да се снимаат на Инстаграм, на Фејсбук и ама сега не е луѓе да го гледаат и истинскиот тоа е тоа. Мислам И дека не почна треба секој поише колку може Тоа поише се треба да се изблокира. забрани подхитно. Не, ама едене, не он. Е, сега кога сме кај Тоа што забраната. нашите деца го гледаат тоа. Ти ќе му забранам, не може, уствари не може му забранам ја на моето дете да не го гледа тоа. Сега не знам, јас сум новопечена мајка, меѓутоа јас мислам дека јас моето дете така ќе го воспитувам, каде што нема да го интересира тоа да го гледа. Аха, добро. Мојата некоја намера е таква, се у родителството. Нека порасне ќе видиш. Ама ако не го слуша Синан Сакиќ, Аца Лукас и Џани, ќе имаме проблем дома. Не, проблем ќе има дома. Ќе се А не ли отвори джез слушаш дома, рече? Джез ми оди така потивка, зборам Можда сега. Шабан Байрамовиќ, тоа е веќе. Јас музика на вечер кога ќе седнам и кога ќе одлучам дека тоа е моја вечер, јас сум кај Боби на настап, ме разбераш. Добро. Зашто он ги пее тие песни. Дома преку ден чистам, готвам, мајка сум, джез ќе си иде опознира. Не иде сега Лукас да ми иде Зашто тогаш не го слушаш? од 9 са бајна.
не- Што ти вријат компирите овдека. Ме сваѓаш. Ба, мој не го слушаш джезот. ти Да, се. не, ме Аспираторот опушта, работи. ме Аспираторот опушта. работи. Што слушаш ти од джезот? Кога сме кај забраната, нели, не можеш да забраниш сега, ги забрануваат настапите, да речем има случаи во Хрватска, Да. нели, и во Босна забрануваат, беа забранети, нели, Бресквица, не знам, Десингерица, па дури оние големите имиња како Ана Бекута беа забранети во Сплит да не доаѓаат. Меѓутоа не значи дека нема да ги слушаш затоа што имаш каде да Тоа ги е тоа што го Више зборам. национализам, Чабе тоа е се лошо. уморите. Национализам, Тоа е. така. Сега, ќе се вратам на времето во Југославија, значи постоел данок на шунти кич. Тоа значело дека секој кој што сака да издаде плоча во тоа време, значи морал да плати данок кој што изнесувал 23%, а во Македонија бил најголем тој данок и изнесувал 100% од самата вредност. Значи, ако сакаш да издадеш нешто што комисијата ќе одлучи дека е шунти кич, треба да си платиш. Значи, они треба знаеле. данок. Значи не, они знаеле дека тоа вреди, дека тоа ако го пуштат само да си оди, дека сите парите луѓето ќе го земат. Само направиле финта да они да им ги земат парите. Паметни луѓе. Дали данок треба денеска? Да. Онда сите Данок ќе на се обогатиме. шунтикич. Ја прва ќе се вработам у УЈП. Ако почне Боби да снима турбо фолк албуми, ја одма се вработам таму и барам данок. Зашто Добро. знам дека ќе изгрми. Ајде да слушнам данок на шунти кич, шо викаш ти? Не, ја поише се вака сам работа што ми е Добро, Во- таа другава? Министерство внатрешни поише ми е криво сите овие години тоа што беше на почетокот како вовет на емисијата дека не ги зимаат парите пејачите, нели од Србија, од Хрватска или од кај год да дојдат. Не знам зашто државата не направи некој закон кај што да поедноставно да биде постапката да им ги зима одма да им ги зима Ама парите. зашто да му ги земеш парите на некој што 5, 6, 7 години кризал данок, за да ги данок, заработи? да, данок мора за Данок да работа. си платиш како се дошол, Данок. например, еве да речеме Здравко Чорич дошол земал 50.000 евра кеш. Како тоа да не даде банка ништо да не Тоа даде. се црни пари затоа што никаде не Такви големи циркулираат на пазарот. концерти, такви тешко идат дека кеш се зима, овие што се до кај 20.000, па знаеш какви фори им прават пола на сметка, пола или 30% на Значи, сметка. оденочувањето е некаков начин за да нели останат пари и кај нас. Сите овие години, 20 години минимум, никој нема дадено денар за овакво. Од сите тие пејачи што дошли Треба немаат да ништо постои платено. тоа, Никаков данок немаат платено. А што би имале ние ако не пример платат данок? Па данок како и нема остануваат за државата? пари во државата. Па и вака остануваат само кај газдите, истите па, тие газди да. ама не плаќаат данок. Ама не исти Не. тој газда ти да му донесеш македонка што ќе Па се не соблече останува као газдата теја. си плаќа, не, Газдата си плаќа, чекай, да. не се разбираме, тие што го организираат тоа, што Мора да има плати. објект, дискотека, клуб, што god е, тој со самото тоа што пијачките што куца све и му е на фискална, тоа му е Картите, едночно влезници, влезниците Така, исто му се ако има контрола, нормално тоа го плаќа. Сакате да кажете дека А општо пејачот што ги зима парите, што му ги плаќа, што не плаќа ништо. Не плаќа ништо. У Америка кога имавме Имало, немало, турнеја, он ќе си ги лапне парите и ариведерчи. У Америка кога имавме турнеја, значи има наши колеги кои ги имаат вратено таму, бидејќи не е пријавено дека имаат концерти. Така. Ако немаш ти извадено работна дозвола, ако те фатат, имаш ти црн печат. Сите тука 50-60% веќе не Не, ни ги по Отворен Балкан пријавуваат, има не ни меѓу ги Србија и пријавуваат, не само не ни ги пријавуваат ни престои, ни Па не, моментално еве јас сум србинка, јас тука пријавив престој, ама постои опција каде што постои Отворен Балкан. Србија, Македонија, Албанија, Ама не сум ти само сигурна. за престој не си како Не работа, од збориме за доаѓа. престо, дека кај нас е Тоа малце си го посложена прав. постапката за да направиш кога треба да бараш барање до Министерство за култура, па ти дадат одобрение за настан. Значи многу е сложена процедурата и затоа никој не пријавува. Сакаш да затоа ми беше мовето да поедностават процедурата. Не можеш дружи ти чим си сакаш да концерт, мораш да платиш некој Така е. ако не некој паушал да им стават. Ме разбираш 1000 евра, 1000 евра. Значи Така. да има 50 концерти, 50.000 евра ќе лапне државата. за Така? исти пари, тоа е реално. Сооднос треба да има некој процент било како ја на пример бевме ние многу навредени кога правевме 20 години од ДНК, нас не ќе да не ослободат од данок како македонски бенд. И ние Свој на својот ќе го одржиш. Исто, ние викавме не ни треба ништо, само ослободете не од данок од карти, бидејќи ние не кевме да најавиме дека 20% од заработката беше планирана да биде хуманитарно. А пошто ако кажеш дека сакаш да правиш хуманитарно, они како што се зли луѓето, нели, како што знаеме одма ќе почнат, ево вие се шлепаат на хуманитарно, се на последниот прес тоа го кажавме кога бевме веќе sold out, а го најавивме на самиот концерт, не смеевме да го најавиме претходно. Така да, како што имало 18% ДДВ на наши карти, он мора не само на картите што мора да плати собственикот, него човекот кој доаѓа од надвор мора да плати не само од Србија, ние се патиме за Од секаде. србите, од секаде кај доаѓа странски артист
изведувач мора да има дали е шунт, турбо фолк, дали е джез, дали е Што го хип-хоп. тебе? Било Дали кој. сме конкурентни како музика да парираме, за да знаеме што и можеме ние да понудиме? Со кого? Со странците? Со странците, со... Види, имаме ние страшно Со добри колегиве? продуценти. Лазар Цветковски е феномен, Дарко Добро. Димитров е добар, има уште пар други. Јас сепак велам дека јазичната бариера е најголем проблем. Најголем проблем. Еве, ние ова имавме една Кутреме нема која е неофицијална химна на Да. животот, ја нареков. Да. Ја купи, ја заборев, која препева од Србија? Джена Лончаревич, Да. ја купи ист комплет текст, све препев Сергеј Цветковиќ му направи. И ја купи бугар еден, кој не го знае има никој. квалитет. Само е редок. Не е редок. Треба него- да биде почесто. Не мислам дека е јазичка бариера проблемот, затоа што Веруjem. еве бела пукна. Битно е само да Ама им тоа е даеш една песна, која друга пукнала? дај им ти жанр што им се свиѓа, пеј ако сакаш на Бела не турско-арапски. Бела не е Ќе кич. сакат. Бела сосема и тоа пукна сосема случајно. Комерцијала е, Не, комерцијала, добро не е кич, ама е комерцијала. Ама сите Подсеќа други на овие наши бресквици веќе, затоа упалило. Дали нема толку Ретко. често во Македонија не се издаваат толку често песни, па за да не ли видиш И ова тие што се успевало, не издаваат се- успевало ли? Не. Боби, што мислиш, ти се издаваат толку често Се песни? издаваат многу песни, ама не се издаваат Добри песни. добри песни. Така е? Да. Така мислам ја. Добро, Боби, тебе некој ти рекол дека си селјак затоа што пееш таква музика? Тоа се случило, да. Така? Да, ама види, не сум замрвало такви луѓе на такви особи заради тоа што не можеш у ногте на секого да угодиш. Добро. 100 пати сум го спорил тоа. Добро, а Ке се најде некој поголем една песна. Ама пази на што ми рекле Дека дека добро. сум селјак. Еве ќе бидам Ајде. искрен на македонска народна песна. Ајде кажи ми го Оф, тоа. Боже! Ај сега кажете ми го тоа. Ние правиме овдека муабет за македонската музика да иде напред, а ќе дојде некој да бе жити све тоа е ова, што е ова, некијат која песна е, сами пример, против која себе. песна е, ќе Бисер Балкански. Па Бисер Балкански бе Гоце ја направи, бе, живе песната 100 години. И јас сум селјак заради тоа што сум ти отпел таа или сум ти отпел Стани моме да заиграш. Па јас сакам мене да ми ја пеат у кафана Стани моме. Убава ми е песната, весела ми е. Што има селјачко у песната? Дечки, ја А што мислам, нема има селјачко селјачко у луѓето. селјачко у песната од да не именувам некој од Чекај, ние испаѓа дека ние нит се тераме, нит се водиме. Е, па тоа е моментот, тебе јас Дај ако не си го продавај кољо чифлико. Чифлико. Таа уј, стално ми врти у главата, мајка ми го ќе Еве роби. некој Ама тоа е симпатична топ работа. песна. Пази, тоа е топ песна. Добро, Тој ама топ песна. дека викаат оние кои што пеат турбо фолк. Поише ми ще си го- има десено, извини, Тара, поише ми си има десено на таква музика да ми кажат све беше супер вечера, ја Добро. обично прашувам, ама со тоа селјачка, со која селјачка? Демек сме дошли како на свадба. Абе луѓе, немојде. Е па заради тоа сме ние тука кај што сме. Заради тоа сме ние тука. Цеца да пееш не е. А Цеца не е селјачка. Не, И не е. теа не е селјачка. Ама таа Цеца живе Лукас. Моментално јас пре би кажала дека медиумите во Македонија немаат почит спрема естрадата затоа што не ги викат никаде, не им ги промовират песните. На телевизија се вртат турски серии кои што само бабите од 90 години што се пред липсање ги интересираат. Кога ќе му умрат бабите, јас не знам што ќе пуштат. Стварно живо ме интересира. Не прават организации. Ти на пример сега да идеш низ центар да се возиш низ град, ти не гледаш ни една реклама, ни за Боби, ни за ништо, никој не постојат луѓе. Ти на пример да влезеш на портал, читаш политика, турски серии, политика. Ја на пример влагам на македонски портал и читам умре овој, сообраќајка таму, овој политичар овој или оној, толку. Немаш, не ти даваат. И сега, јас се надевам дека јас стварно со ова што го почнавме тука со мојот директор Сашо Мирковиќ, дека стварно ќе направиме барем некоја минимална, еве не мора сериозна револуција да направиме у тој аспект, нека биде минимална, нека се адаптират малце луѓево Така е. и малце да размрдаме естрадава. Јас најсреќна би била кога во Македонија он би можел да пее 3 пати неделно, кога он би можел да пее не 4 пати као порано, него 7 пати и кога неговите диска би биле пуни и распродадени и све, ама моментот е каде што македонците пред све морат малце да спуштат гард и да кажат ај гадно е, ама ајде да пробам. Ајде да пробам. Па да видам до кај ќе стигнам. Без некој, ете јас се разбирам дека тоа е гадно, дека не ви е убаво, не ви се допаѓа, Десингерица е идиот. Меѓутоа, пробај нешто слично, не мораш исто. Некој Десингерица далеко било, значи тоа стварно не. Ама пробај нешто слично. Фати некоја мелодија што ти е интересна. Ти најди песна од турбо фолк која што најмногу сакаш да пееш, мелодијата ископирај, отсвири ја на свој начин. Направи нешто, пробајте, само пробајте и ќе видите дека ево од денеска за 5 години дај Боже да седнеме сите на кафе, ако се проба нешто во држава, ќе видите дека стварно ќе успее. Мислам дека Тара е оптимист за сите нас. Така, ја мислам дека решението стварно чучи во нас, пред Колку све време не живееш тука? Ми се свиѓа Ја не живеам оптимизмот, тука
4 години. Па точно од корона. Sara Fish and Home. Лела, тука има, значи пази, ова е за ДНК, пошто е брачна, за тебе и за Андреј. Да не е голема. Да, Ако е мала, ако е голема да се крампа. Не можем да спијам со Андре, хрчим го. не може, а? Добро. Обавезно на турне идеме у различни соби. Кога ќе дојде, ќе го прашам дали проба постелината да, како е. прашаш. Sara Fish and Home ги имате во Eastgate Фала Mall, ти, повели. Значи, тука имате алоe вера. Ова е добро и за гласот, значи да ми бидете здрави и живи. Натура терапи ви даваат подароци, повели. И шо подароци секоја емисија, кај нема кај да знаев ке доаѓа цело време. Значи, Осоговским лични производи, ќе си видите. Тука имавме каскалото на пробата и да даваат сиренциња, значи све на крај. Гледате како? Мислам, Ке заиграше... Чашки. да, еве, значи повели. Ти јадеш исто од овие лични производи? Јас ги давам на гостите. Не ги јадам, не. Ама сакам да кажам дека и со ова покажувам дека ги ценам гостите, Апсолутно. нели? И македонските јавни ликови, затоа што им давам подароци. Сега многу сировашни сменуте, па се... За бањање, значи. Ова е за коса? За цело тело, разбира, за цело тело. Клоше полска козметика имате, повели, чекай сега. Минфинтек Калке со групацијата, значи имаат нова апликација, можете да ја симнете, да си добивате бонуси, доколку нели ви треба осигурување, патување, таму ќе ги Само најдете, толку мислиш? повели. Чекај, имам уште два битни. Фала. Значи, Urban Life можете да си добиете 25% попуст, ќе укуцате и ќе ги најдете. Значи, имате слушалки, имате микрофони, имате друга урбана опрема. Повели? Спреме нови хитови. Да спреаме нови хитови, така е. Вечер више. И најважното оксизен, значи хипербарна комора, да речеме дека е релативно нова во Македонија, значи за да имате добро здравје, за подобро рекавери после настапи, значи за да имате повеќе енергија, значи чист кислород, хипербарна комора, дојдете за да видите како после тоа ќе ви тргне и како сами ќе пеете, значи нови хитови. Фала ви многу. Значи на крај можеме како се вика, како е насловот уствари на песната? Забава до безсвест. Забава до безсвест. Значи на крајот ќе испееме Забава до безсвест. Добро? Го имам текстот. Текстот го имам за сите. Да, тоа ќе ми биде како одјава. Ви благодарам многу. Се надевам дека ќе се поместат работите, ако ништо друго барем ќе почнат да размислуваат дали Барем ќе не позитивно плукаат за или не. емисија, ако ништо. Ве Ако молам, ништо што друго. поише лоши коментари, барем нешто ете од вас. Ништо лошо не кажав. Добро, добро. Фала ви што не гледавте, значи се гледаме следната недела. А ние одиме на пење. Најболje време. Секој ден е петок, јас сум ваш масон, а петок живо биле нема в град. Сегде Папа Джонсон, Ајде ти. Привидејќи цел град е крај мене дома, јас правам журбу, ема будум забава до максимум. Сега вие. Како дојдеме, Многу сме, дали ке не собере. Ти сте веќе се гушеме, нема проблем. Сега. Знај ке дојдеме, но сакаме цели да се вратиме. Сега. Си, Сега раце преку горе. ден, Ео, цела ног, луѓе джган, джез, джез, забава до безсвест, преку ден, ео, цела ног, ео, джан, джез, джез, забава до Сега. безсвест. Инвазија од тројна коли, пиење на тони, горе небо, доле пон базен и гласен ритам заразен. разголени облини, во проđirni tanga bikini, noze ko grisini, во доминџоска комини. Ти јас ми. Моравме да се раскомотиме. Ние женските да пееме. Апсолутно ме поддржуваме. Толку слободно, како дома ние се чувствуваме. Преку ден, Ео, цела ног, ео, луѓе джган, забава до безсвест. Преку ден, цела ног, луѓе джган, джез, джез. забава до безсвест.